Благодарам. Почитувани колеги, ако Холандија е земја на лалињата, дефинитивно Македонија е земја на корупцијата. Од извештајот на ДК може да забележиме дека тенденцијата за пријавување на сомнеж за корупција од година на година е се поголема и поголема. Но решенијата на овие пријавени предмети се движи, како што спомена колешката пред мене, од 710 пријави на само 100 решени предмети, што само по себе говори дека од година во година се зголемува недовербата на граѓаните кон институциите и зголемен сомнеж за тоа што се случува во државата. Но не се само граѓаните тие кои што се сомневаат во државата, во институциите, во нивото на корупцијата во државата, туку она која што во 2019 година, која што е предмет на анализа при овој извештај, можеме да го забележиме дека нивото на странски и домашни директни инвестиции е на толку ниско ниво, што само по себе говори дека една од причините зошто се на такво ниско ниво инвестициите во тој период е нивото на корупција. Како можете да замислите државата да оди напред со такво ниво на корупција која што го имаме во Република Македонија? И ако во минатото, па и денеска ги слушаме представниците на власта кои што омилуваат да кажат дека економската активност во државата е се поголема, односно се раздвижува економијата, овие бројки ги демантираат затоа што корупцијата и економијата едно со друго не одат заедно. И затоа нивото на инвестиции во 2019 година, а па да не зборуваме за овие кризни години, кои што како и за изговор ја земаат пандемијата, е на толку ниско ниво. Кога сите овие работи ќе се сублимираат и кога не само домашните извештаи, туку и странските институции ќе го потврдат нивото на корупција, властите милуваат да споменат дека се е до перцепција. И еве да се согласам дека се е до перцепција, па токму таа перцепција ја потврдува и Центарот за граѓански комуникации, кој укажува дека од година во година со оваа ненародна власт се зголемуваат договорите во 4 очи. Ако е перцепција тоа што се случува во државата, прашувам дали е перцепција тоа што Центарот за комуникации, граѓанскиот центар за комуникации укажува дека секој четврти тендер е поништен, а секој трети тендер во секој трети тендер има само една или ниту една понуда, што само по себе укажува на нивото на корупција, а не на перцепција. Па затоа прашувам исто така, дали е корупција или перцепција скандалот кој што во минатото се случи, а потоа беше повлечен милионскиот тендер во Министерството за здравство, каде што беше планирано набавка на реагенси во износ од 35 милиони евра преку добро познатата фирма на Жути. Дали тоа е перцепција или корупција? Прашувам дали е перцепција и корупција 1 евро за вицето и 1 евро за црквата? Дали е перцепција или корупција набавката на вакцини преку фантом фирма од Хонг Конг со двојно повисока цена? Прашувам дали е тоа перцепција или корупција? Има многу други примери кои што укажуваат дека Македонија се гуши во корупција, а тоа го потврдуваат, ќе повторам, и меѓународните институции кои што не реагираат на високото место на корупција. Ете, тоа е она кое што е тенденција во државата, спротивно од она кое што властите милуваат да го говорат, милуваат да презентираат една розова слика, но реалноста е сосема поинаква. Македонија со оваа власт не само во кризна година, туку и во години кога другите држави бележеле зголемена економска активност, зголемени бројки на економски раст и развој, ние сме во 2019 година бележеле зголемени бројки на раст на корупцијата, а со тоа и метастазирање на корупцијата во државата.
Ова е накратко она кое што можеме да го сублимираме и за крај сето ова кое што ние го говориме го потврдуваат властите со тоа што одлучија да постават министер кој што ќе биде задолжен за корупција, а всушност тоа е тој човекот кој што генерира корупција. Ви благодарам.